Почитувани колеги советници, почитувани гости, почитувана јавност, согласно член 38 од Статутот на Општина Битола, службен гласник на Општина Битола, број 10 од 2005 година, свикувам седница на Комисијата за јавни дејности на Советот на Општина Битола, денес, 7.10.2024 година, со предлог на следниот дневен ред. Точка 1. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од Основното училиште Елпида Караманди Битола за учебната 2024-2025 година. Точка 2. Годишен извештај за работа на детската градинка Естреја Овадија Мара Битола за 2023-2024 година. Точка 3. Програма за работа на детската градинка Естреја Овадија Мара Битола за 2024-2025 година. Точка 4. Решение за давање согласност на одлуката за добивање согласност со поголем и помал број на деца кои ќе бидат згрижени во воспитни групи за деца во детската градинка Естреја Овадија Мара Битола. И точка 5. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на почеток и завршеток на работното време во детската градинка Естреја Овадија Мара Битола. Тоа е дневниот ред. Дали сме согласни за истиот? Кој е за? 3 за. 4 за. Благодарам. 3 сме. Се извинувам. Со 3 гласови за е усвоен дневниот ред и поминуваме на точката 1. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од Основното училиште Елпида Караманди Битола за учебната 2024-2025 година. Мислам дека представник имаме од Елпида Караманди. Добар ден. Презентирајте. Повелете. Јас сум Марија Трајковски, психолог во Основното училиште Елпида Караманди и член на Комисијата за изготвување на екскурзии. Годинава според годишната програма и правилникот за изготвување на екскурзии, излети и други вонучилишни активности, изработивме програмата за екскурзии од нашето училиште за 3, 6 и 9 одделение. Го доставивме барањето до бирото и добивме позитивно мислење од таму. Согласностите ги имаме доставено до Општина Битола, па ве молам за мислење. Благодарам. Дали имаме прашање по точката? Констатирам дека немаме прашања по точката и поминуваме на точка 2, 3 и 4 и 5 од дневниот ред. Годишен извештај за работа на детската градинка Естреја Овадија Мара Битола за 2023-2024 година. Точка 3. Програма за работа на детската градинка Естреја Овадија Мара Битола за 2024-2025 година. Точка 4. Решение за давање согласност на одлуката за добивање согласност со поголем и помал број на деца кои ќе бидат згрижени во воспитни групи за деца во детската градинка Естреја Овадија Мара Битола. И точка 5. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на почеток и завршеток на работното време во детската градинка Естреја Овадија Мара Битола. Овие точки се сите за детската градинка и по сите точки може да се произнесе директорката на градинката или придружникот. Повелете. Може логопедот е со мене, значи за извештајот и за програмата за работа може таа да ви образложи. Нема проблем, А повелете. за другите точки ќе се приклучат. Во ред. Добар ден, јас сум Билјана Младеновска, стручен работник логопед во детската градинка Естреја Овадија Мара од Битола. Годишниот извештај најнапред за воспитната 23-24 година представува целосно сублимирање на нашата работа, која што е изработена врз основа на годишната програма за работа на установата за 23-24 година, а е во согласност со Законот за детска заштита, во кој што представува дел од работењето на нашата установа и изработена е согласно програмата за рано учење и развој, како и програмата за едукација на децата за одгледување на запознавање на децата со процесот на одгледување на здрава исхрана. Самиот годишен извештај ги содржи сите компоненти од
од организација на градинката, вкупен број на вработени, потоа понатаму активностите кои што ги реализираме по месеци, со колку кадар сме работеле цела воспитна година, понатаму капацитетите наши проектирани и реални капацитети со кои што располагаме, стручното усовршување во текот на цела воспитна година, кој од стручниот кадар на какви обуки посетуваше. Тоа е во годишниот извештај. Материјални трошоци, имавме интерен проект кој што го реализиравме во соработка со Бимилк. Како и секоја година имаме интерни проекти, така и ова година. Меѓутоа, за прв пат во соработка со општествено одговорна компанија, во случајот со Бимилк. И на крајот во материјални трошоци е накратко согласно планот за јавни набавки, целосниот според планот за јавни набавки, какви јавни набавки сме спровели и со износите на истите. За сега, доколку имате прашања во делот на извештајот. Добро, ви благодарам. Во делот на годишната програма, исто така и таа е изработена согласно Законот за детска заштита и програмата за рано учење и развој, како и програмата за запознавање на децата со процесот на одгледување на здрава исхрана, како и извештајот ги содржи и годишната програма за новата воспитна година, сите компоненти, почнувајќи од поставеност на градинките, градба, понатаму со бројот на вработени со кои што ја започнуваме годишната воспитната година, понатаму темите по месеци на воспитно-згрижувачките тимови, со какви, согласно програмата за стручно усовршување, давателите на јавни услуги, кои што се согласно Законот исто за детска заштита, со кои обуки како приоритетни ги сметаме, кои произлегоја од личните планови за професионален развој. Понатаму во делот на здравствената дејност, како ние секојдневно водиме грижа за здравствената заштита на децата, меѓутоа немаме медицински кадар вработен во овој момент, но секојдневно се следи нивната здравствена состојба и по потреба се консултираме со матичните лекари, имаме нивни контакти на децата. Понатаму редовно дезинфекција, дезинсекција и дератизација на секој 6 месеци и по потреба и вонредни се прават со цел заштита на здравието, како и соработка со останатите институции, како што се Центар за јавно здравје, Агенција за храна и ветеринарство и Државен здравствен санитарен инспекторат. Понатаму во делот на културната дејност, по месеци ни испланирани ни се сите поважни датуми како одбележување по месеци. Исто така од денес ни стартува и Светската детска недела, во кој што имаме изработено посебна програма за истата. Трае првата полна недела од месец октомври. Секој ден имаме различни активности кои што ни се вклучени, почнувајќи од денешниот ден. Понатаму имаме стручно усовршување, како што ви кажав, кој што произлезе од плановите за професионален развој. Во делот на финансовата политика на градинката имаме кои приоритети ги сметаме за итни и за кои што треба да ја стартуваме нашата година. Имаме набавка на кујнска опрема, компјутерска опрема, мебел и клима уреди. Понатаму од поголеми зафати имаме испланирано кои што ќе ни влезат и во годишниот план за јавни набавки. Санирање на тоалетите во градинката Пролет, Вангелмајерот и Снегулка како приоритетни во согласност и со записниците од санитарниот инспекторат. Понатаму имаме планирано и обновување на фасадите, имаме дренажа, дворовите уредување комплетно на сите дворови во 5 објекти во градот кои што ни се, како и дренажа на градинката Снегулка, која што во централното градско подрачје. Накратко тоа е, доколку имате некакви прашања. Ви благодарам. По точка 2 и 3 се произнесоа за детската градинка, па ќе запрашам дали имаме прашања по точките 2 и 3 од дневниот ред. Годишниот извештај и програмата за работа.
Констатирам дека немаме прашања по точките 2 и 3 и преминуваме на точката 4 и 5. Ја поканувам директорката да се произнесе по истите. Во однос на работното време, значи одлуката, правиме нова одлука заради промена на директор на установата. По насоки на Министерството, секогаш кога имаме промени, треба да си направиме и за работното време, значи одлука нова. Иначе истото работно време се исто. Само носиме нова одлука заради промена на директорот. И за другата точка 4 беше уште за поголем и помал број деца во групите. Тоа е секоја година истото го носиме заради зголемените потреби, долгите листи на чекање, значи го зголемуваме бројот на децата што е предвиден во секоја група. То обично одиме на поголем број, на помал тешко. Така. И благодарам директорка. Дали имаме прашања и по овие точки 4 и 5 од дневниот ред? Констатирам дека немаме прашања и преминуваме на гласање по точките од дневниот ред на седницата на Комисијата за јавни дејности. Точка 1. Програма за екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците од Основното училиште Елпида Караманди Битола за учебната 2024-2025 година. Кој е за? 3 гласови за. Благодарам. Точка 2. Годишен извештај за работа на детската градинка Истреја Овадија Мара Битола за 2023-2024 година. Кој е за? 3 гласови за. Точка 3. Програма за работа на детската градинка Истреја Овадија Мара Битола за 2024-2025 година. Кој е за? 3 гласови за. Точка 4. Решение за давање согласност на одлуката за добивање согласност со поголем и помал број на деца кои ќе бидат згрижени во воспитни групи за деца во детската градинка Истреја Овадија Мара Битола. Кој е за? 3 гласови за. И точка 5. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на почеток и завршеток на работното време во детската градинка Истреја Овадија Мара Битола. Кој е за? 3 гласови за. Со тоа ги исцрпивме точките од дневниот ред и седницата ја прогласувам за завршена. Благодарам.